Откриена најдобрата вакцина е наслов на нашето вечерашно предавање. Научните лаборатории и универзитетските медицински центри широм светот со забрзано темпо се трудат да најдат ефикасна вакцина за COVID-19. Овие пробни вакцини се направени да предизвикат силен имунолошки одговор, вклучувајќи зголемен број на антитела и потрајна заштита од вируси и бактериолошки инфекции. Например, на Универзитетот во Небарска во САД е дел од глобалната трка за неопходна заштита од вирусот, што направи пустош и хаос и зарази милиони луѓе. Додека многу земји се обидуваат да го контролираат ширењето на оваа смртоносна пандемија, еден од поголемите проблеми е стравот, кој за многу луѓе станува симптом на парализа. Американскиот национален институт за здравство ја координира работата на сите лаборатории, универзитети и истражувачки институции со во обид да се најде соодветна вакцина. Тие ги започнале своите први пилот студии во Сиетл, во Вашингтон и во други места. 40 здравствени доброволци во истражувачката лабораторија во Канзас Сити и на Универзитетот во Пенсилванија исто така започнале испитување со користење нова вакцина. И денеска знаеме веќе милиони луѓе се вакцинираат. Овие студии едноставно се првиот чекор за да се види дали вакцината е доволно безбедна за поголемите тестови што треба да се спроведат за заштита од вирусот. Денеска може кажеме тој најважниот тест што се понекогаш е направен, што некогаш е направен, се вели во извештајот на доктор Џон Ервин. Дури ако истражувањата напредуваат многу добро, се очекува да помине повеќе од една година и пред вакцината да биде достапна за секого. Кога ја снимаме ова емисија, почитувани гледачи, веќе вакцината е на широко распространета во целиот свет. Добро што имаме голем број кандидати, рекол Ентони Фаучи, директор за заразни болести, за време на подкаст за журналот на Американското медицинско здружение. Еден од водечките истражувачи од ова област ја даде ова фасцинантна изјава. Луѓето вршат притисок да бидат избрани за тестирање. Луѓето толку се плашат од овој смртоносен вирус кој брзо се шири, што едва чека да добијат вакцина која ќе им помогне да не добијат ковид. Иако сегашната пандемија предизвикува стотици илјадници смрти на многу луѓе, сепак луѓето ете денеска некои се вакцинираат. Но Исус, почитувани гледачи, ја кажал ова извонредна мисла. И не бојте се од оние кои губиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Вирусот на гревот е многу посмртоносен од коронавирусот COVID-19, кој може да го уништи телото, но гревот може да ги уништи и телото и душата. Уште еден смртоносен вирус постои, почитувани. Бог го создал човечкиот род според својот лик, но кога Адам и Ева потпаднале под гласот на измамникот, едноставно тие попуштиле и вирусот на гревот бил пренесен на нивните потомци. Затоа пророкот Еремија вели: поизмамливо од се е срцето и е страшно болно, кој може да проникне во него? Еремија 17:9. Пророк Исаја додава: сите ние бевме заблудени како овци, секој си одеше по својот пат. Кој ќе ме избави од ова смртно тело, вели апостол Павле во Римјаните. Имаме болест која е смртоносна. Имаме смртоносна болест. Тоа е смртоносно, но како и многу луѓе заразени со коронавирусот, не зна дека гревот е многу поопасен од сите други вируси кои постојат на оваа земја. Имаше многу луѓе во времето кога инфекцијата COVID-19 беше на својот врв, кои воопшто нема никакви симптоми, нема болки во грлото, нема ниту треска, не беа уморни и не чувствува никакви други тешки заболувања, иако го носија вирусот COVID-19. Најдобрите напори за
најдобрите медицински персонал или најдобриот медицински персонал не може да ги спаси луѓето. За коронавирусот немаше медицинска помош, но благодариме на Бога што има лек за вирусот на гревот. Рецептот на божествениот лекар е тука и може да го користиме, почитувани гледачи. Има еден кој е подготвен да не избави од канџите на гревот. Кога апостол Павле извикал: колку несреќен човек сум јас, кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Бог е тука поред нас и подготвен да ни помогне. Има доктор кој има лек за вирусот на гревот. Небесниот лекар влегол во арената на човечките односи со антитела за да не избави од вирусот на гревот. Тој влегол во ова зимска дупка со цел, змијска дупка, за да не излечи од тој смртоносен вирус. Тој ги исполнил барањата од законот кои ние ги прекршивме. Тој умрел со смрт со кој што требало ние да умреме. Крстот, почитувани, ја открива целата вселена, односно на целата вселена, длабочината на гревот од која и Христос морал да помине за да не спаси. И затоа апостол Петар вели: тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на крстот. Христовата благодат, почитувани, е незаслужна и незаработена. Исус умрел со мачна, болна смрт со која ќе умрат изгубените грешници. Тој искусил полнотата на гневот или судот на Отецот против гревот. Бил отфрлен за ние да бидеме прифатени. Умрел со смрт што била наша, за ние да можеме да живееме живот што е негов. Исус носил круна од трња, за ние да можеме да ја носиме круната на славата. Во страшната болка бил прикован на крст, за ние да можеме да царуваме на престолот со спасените од сите векови. Носил облека на срамот, за ние за секогаш да носиме царска облека. Во нашиот срам и вина Исус не отфрлил, туку не прифатил со својата љубов. Тоа е тоа јагне Божие кој ги зеде гревовите на светот врз себе. Во старозаветното светилиште јагнето што умирало го представувало кам шикувањето, измачувањето, изнареното тело кој изрането. Тоа било слика за Исуса Христа. Тие зборуваат за клинците и трненовата круна, зборуваат за фарсата на судењето, агонијата низ која Исус поминал, за проклетството на законот и за чудото на благодатта. Крстот зборува за љубовта толку чудесна, толку неверојатна, толку божествена, што повеќе би поднеле осуда, вина и награда за гревот, отколку да изгуби некој од неговите деца во вечноста. Исус не сака сите нас. Спасителот не можел да види преку гробот. Надежта не му кажувала дека ќе излезе од гробот како победник, ниту му зборувала за тоа дека Отецот ја прифаќа неговата жртва. Се плашил дека гревот му е толку одвратен на Бога, што нивната разделба ќе биде вечна. Христос се чувствувал осамен, почитувани. Тој ја осетил тежината на гревот, на сите наши гревови. Тој е приказна за благодата. Тој е приказна за љубовта на Создателот без граници. Тој е приказна за Исус кој толку многу не сака, што повеќе би сакал да доживе пекол отколку да изгуби еден од нас. Тој е приказна за безграничната, несватливата, безсмртната, бесконечната, безкрајната љубов која копне да бидеме со Него во вечноста. Тоа е историјата за прекрасниот Божи син, кој бил подготвен да ја прифати вината, осудата и последиците од гревот, да биде одвоен од својот татко, за секогаш само ние да живееме и да бидеме спасени. Христовата смрт на крстот, почитување, не ослободува од осудата на гревот, од срамот, од вината и конечната казна. Пролејаната Христова крв е единствената успешна вакцина против вирусот на гревот. Но приказната не завршува на крстот. Денеска Исус е жив. Ако Исус умрел и никогаш не воскреснал, тој би бил само маченик, кој умрел за добро и така си заминал. Односно, умрел и повеќе не воскреснал. Владењето на гревот во нашиот живот е завршено, почитувани пријатели. Веќе не држи во своите канџи.
има сила посилна од влијанието на нашето наследство, околината или нашите минати грешки. Силата на живот Христос, воскреснатиот Исус, го менува нашиот живот. Ако Христовиот гроб не беше празен, нашиот живот немаше да биде денеска исполнет. И затоа благодарност голема до Исуса Христа, што умрел и воскреснал и ја победил смртта, односно ни дал вакцина против гревот од кој можеме за секојаш да бидеме излечени. Всушност, кога Исус бил суден таму пред фарисеите, кога Пилат му рекол: Господаре, се сетивме дека оној измамник уште дури беше жив, рече, по 3 дена ќе воскресне. Се сеќавате, тоа е израз на оние уплашени фарисеи кои слушнале дека Исус воскреснал и сега да се оправдат, дошле кај Пилата. Почитувани, се сеќавате ли на Матеј кој бил цареник, така што можеме да очекуваме детален извештај за него. Забележите ги зборовите на Пилат: одете и осигурајте го како што знаете. Тоа го пишува Матеј во своите извештаи. Еве 4 клучни точки. Прво, книжниците и фарисеите биле загрижени за Христовото воскресение. Пилат, второ, назначил римски војници да го чуваат гробот. Трето, на влезот бил поставен голем камен. И четврто, на гробот бил ставен римски печат. Римската стража составена од силни војници, тестирани, изучувани во смисол подготвени да го чуваат, да ја чуваат таа гробница. И наутро, кога дошол небесиот ангел, ниеден војник не можел да го сочува повеќе Исуса во гробот. Војниците ставиле римски печат на гробницата, што требало да спречи било каков обид да некој го украде телото Христово. Печатот бил знак на авторитет на Римската империја. Секој што би се обидел да го острани каменот од влезот и да го скрши печатот, би бил осуден од римскиот закон. Дали некој логичен ум би помислил дека учениците би го погазиле римскиот авторитет, откако римската влада го распнала Исуса. Учениците се распрскали и побегнале. Петар што туку се откажал од својот Господ 3 пати. На крстот учениците го оставили Исуса и побегнале. Нелогично е да се мисли дека овие неверни ученици би имале храброст да го скршат римскиот печат. Потоа тука е прашањето за поместувањето на каменот. Во Јован 20 глава 1 стих писмото забележало: во првиот ден на седмицата Марија Магдалена дојдоа рано на гробот, уште додека беше темно, и видо дека каменот е тргнат од гробот. Старите гробови во тоа време биле широки 2 метра, а високи 2 до 30 метра, значи 2,5 метра. Обично на влезот се ставале големи плочи, за да не може секој да влезе внатре. Обично жлебот не бил во рамнината, така што кружниот камен можел нежно да се турка помала надолнина од своето место. Откако гробот бил обезбеден, било многу тешко да се острани каменот, бидејќи сега требало да се турка нагоре. Джош Мекдоал има право кога вели дека толку многу безбедносни мерки превземени на судот, крстот, погребот, запечатувањето и чувањето на Христовиот гроб, што на критичарите им е многу тешко да го одбранат своето тврдење дека Христос не воскреснал од мртвите. Почитувани пријатели, Христос навистина воскреснал. Еден од најголемите докази за Христовото воскресение е промена на животот на учениците, кога тие мокно подосна го објавувале токму Христовото воскресение, кога Исус им се појавил. Би било бесмислено да се мисли дека оваа група ученици умрела за лага што самите ја измислиле. Историчарот Пол Мајер забележува дека ако сите докази се мерат внимателно и правично, секако е оправдано според канонот на историските истражувања да се заклучи дека гробот на Јосиф од Ариматеја, во кој бил погребан Исус Христос, сушност бил празен тоа утро на првиот велик ден. И ниту еден доказ не е пронајден во литературата дека навистина тоа е лага. Сушност сите тврдат дека гробот на Исуса бил празен. Тој е жив. Исус се јавува на Марија Магдалена кај гробот. Тој им се открил на жените што дошле да го
pomazat неговото тело кога биле на пат кон гробот. Тој им се покажали на 20 ученици на патот за Емаус. Тој се покажал пред 10 од 12 мина ученици. Тој им се покажал и на оние поред Галилејското езеро. Известуваме дека се јавувал во период од 40 дена, вели Библијата. Тоа го тврдат учениците. 40 дена Исус се уште бил на земјава. Им се јавувал на поедини луѓе. Евангелието според Матеј едноставно вели, кога измина саботата, на усамнувањето на првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. Матеј 28:1. Да застанеме накратко, за да ја прогледнеме, да ја разгледаме важноста на овој пасус. Размислите, почитувани, за мислите што ги имале учениците таа сабота. Тие биле разочарани, обесхрабрени и депресивни. Нивните надежи се стопиле како снег. Петар и Јован ја оставиле својата успешна работа за да го следат Господа. Матеј исто така. Ставил се на коцка и ја ставил својата кариера за да го следи Исуса. Како изгледала неговата иднина во петок навечер и во сабота? Размислете за Марија, таа жена од Магдала. Размислете за останатите Исусови ученици. Се ставили на коцка за него да го следат. Во него таа и Марија останатите нашла причина да живее. Во него нашла нова цел. Во него имала иднина и надеж. За денес, за утре и за секогаш. Но сега тој е мртов. Погледнете што се случува со нив кога го читаме Новиот Завет. Не можела да ги гледа густите капки црвена крв како се слеват од неговите раце. Марија тоа го гледала. Не можела да го издржи ужасот на неговата смрт. Да се придружиме на Марија и во низините придружнички на нивниот пат кон гробот, за да го балсамираат Христовото тело. Сонцето полека изгревало. Тие дошле тука во близина на гробот. Учениците биле одвоени во горната соба и се плашиле да излезат надвор, несигурни во својата иднина. Во времето на пандемијата COVID-19, почитувани гледачи, милиони луѓе беа врзани за своите домови во некаква самоизолација, целосно скаменити од страв. Помислете на Марија која се приближува до гробот. Христовата смрт ги уништила низините надежи и ги разурнала низините соништа. Кои мисли би можеле да минуваат низ низиниот ум? Може би се прашувала како да ги разберете настанете во текот на изминатите денови. Сигурно била збунета и запрепастена од она што се случило во последните 48 часа. Жените ги немале сите одговори на нивните прашања. Биле збунети од многу настани кои што се случиле тој викенд, а тие сигурно немале идеја како да го тргнат тој голем камен со кој бил запечатен гробот. Римската стража сигурно никогаш не би им дозволила да се скрши тој римски печат. Немале идеја како ќе се реши проблемот, но едно знаеле, имат работа што треба да ја завршат, а останатото ќе му го препуштат на Бога. Не мора да ги имате сите одговори, почитувани гледачи, на вашите стравови. Имајте доверба во Бога. Марија и останатите ученици дошле со вера кај гробот. Дали се сеќавате на првиот стих во Матеј 28 глава? Пишува тамо, кога измина саботата на усамнувањето на првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. Еве ја вечната вистина. По стемнувањето, сонцето секогаш изгрева секако. Ноќта станува ден. Во вашиот час на најдлабоката темнина, Исус, сонцето на правдата, ќе свети во вашиот живот. Не мора целосно тоа да го разберете. Само верувајте. Верувајте дека Тој се грижи за вас. Верувајте дека Тој ве сака. Верувајте дека Тој има најдобри мисли за вас. Срцето ќе се охрабри, твое и мое, ако имаме целосна доверба во Бога. Има необичен пресврат во настанот на Воскресението. Го наоѓаме во Библијата. А Марија стоеше кај гробот однадвор и плачеше. И виде два ангела во бели облеки, а тие рекоа: жено, зошто плачеш? Им одговори: го крнеле Господа,
го нема. Каде го положиле? Меѓутоа, Исус воскреснал. Ангелот вели, жено, Исус не е тука. Што барате жив човек меѓу мртвите? И денеска Исус истото ветување го има. Нема да те оставам, ниту пак ќе те напуштам. Не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум твојот Бог. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам. Ќе те подржам со мојата победеносна десница. Ни солзи таа не можеше да го види Исуса. Но тој беше таму. Каде е Христос? Таа прашува. Каде Исус кога вашиот духовен живот пресушил, почитувани гледачи, и се препуштате на вашиот очај? Изгледате малку чудно што Исус прво не им се јавил на Петар, на Јован и на Јаков и на Мати. Чудно изгледа, но Исус се јавува на оваа жена, која целосно го љубела, го сакала Исуса Христа. Да, Исус вели, радувај се, Христос воскресна, дојде утро, темнината исчезна, надежите осамна. Има уште една вечна вистина, почитувани, кој не смеме да ја пропуштиме. Гробницата е празна. Смртта изгубила, животот победил. Сатаната не може да го држи вечно Исуса во гробот. Како Марија, и вашите очи се полни со солзи, а срцето понекош е скршено од тага. Болката е длабока, но великденското утро зборува за надеж. Тоа зборува за храброст, се работи за нов живот. Исус има против отров за вирусот, почитувани гледачи. Секој пат кога Исус бил насочен или соочен со смртта, во Новиот Завет, смртта губела, а Исус победувал. Исус директно се соочил со смртта. Во една прилика кажува, девојко, тебе ти велам, стани. Смртта избегала. Смртта ја губи својата мок во присуство на живиот Христос. Повторно на гробот на Лазар, во присуство на воскреснатиот Христос, смртта губи, а Исус добива. Гробот не можел да го задржи Исусовиот пријател. Смртта била победена и Лазар излегол од гробот. На Христовиот гроб, тоа великденско утро, последниот непријател бил поразен. Кај Христовиот гроб, тоа великденско утро, било уништено најсилното оружје на сатаната. Смртта е победена. Сега нашите срца може да чукаат со надеж, почитувани. Зборовите на апостол Павле одекнуваат низ ходниците на времето. Еве тајна ви кажувам, сите нема да умреме, туку сите ќе се измениме одеднаш за еден миг на око во последната труба. И мртвите во Христа ќе воскреснат. Воскресението на Исус е вечна гаранција дека оние кои верувале во Него и биле променети со Неговата благодат, еден ден ќе воскреснат од своите гробови. Почитувани, писателите на Новиот Завет му придаваат големо значење за воскресението. Тоа се споменува стотици пати. Во тоа утро воскресение, во тоа утро на воскресение, пред 2000 години, Христос го победил сатаната. Животот ја победил смртта. Верата ја победила безнадежноста. Среќата ја победила несреќата. Време е за радост. Христос воскреснал. Смрт повеќе нема да има меѓу нас. Еден ден наскоро Исус ќе дојде и ќе не однесе во вечноста. Исус има вистинско решение. Исус ги има вистинскиот лек. Тебе ти се нуди, прифати го.